Во најновото издание на емисијата Од блиску со ќе се дружиме со една многу убава фолкерка која на македонската музичка сцена е присутна 20 години. За нејзините вокални способности не треба многу да се зборува, бидејќи нема човек кој не останал рамнодушен на нејзиниот глас. Дека таа е позната и успешна, доказ е тоа што таа е единствената македонска пејачка која што има освоено 2 Оскари на популарноста. Освен што е позната во Македонија, таа е се популарна во Србија, Босна, Херцеговина, европските градови, како и во Соединетите Американски држави, Канада и Австралија. Сигурна сум дека веќе погодувате за која пејачка станува збор. Во денешното издание на емисијата Од блиску со ќе се дружиме со главниот вокал на битолската група Молика, Анета Мицевска. Денешното издание на емисијата Од блиску со ќе го реализираме од домот на пејачката Анета од групата Молика во Битола. За неа слободно можам да кажам дека една од ретките естрадни уметници која што ни ги отвори вратите на својот дом. Анета, пред сите ти се заблагодарам што ни ги отвори вратите од твојот дом и за топлото добре дојде што ни го посака. Па добро ми дојдовте во мојот дом. Секогаш вратите се отворени за вас и за сите мои пријатели, за сите мои соработници, сите мои фанови. Така да, како што кажав, отворено е секогаш. Така, ти благодарам уште еднаш. Морам да кажам дека си една од ретките естрадни уметници што ни ги отвори вратите од својот дом. Токму ете снимањето на емисијата да го реализираме токму од тука. Мислам и дека немаше подобра идеја токму од ова. Па добро, морам да признам, моја беше идејата, така сакав да биде нешто нешто невообичаено, нешто што не е толку многу често кај нас и затоа дојдов до идеја и да ве поканам кај мене и да направиме еден опуштен разговор. Така, јас верувам дека ќе имаме убав разговор, опуштен разговор, како што кажа, со цел на нашите гледачи да им откриеме што повеќе работи за тебе како личност. Нели повеќето те знаат од онаа професионална страна, преку твоето пеење и преку твоите сценски настапи, но во овој случај, во оваа емисија, би сакала да те доловиме од онаа поразлична страна каква си ти во приватниот живот. Така. Бидејќи се наоѓаме во твојот дом, не случајно моето прво прашање ќе биде поврзано со домашните обврски. Ете, она што ме интересира на самиот почеток е каква домакинка си ти, како се снаоѓаш во домашните обврски? Па, мислам дека добро се снаоѓаме покрај тоа што имаме доста настапи, доста патувања, како надвор од Битола, така надвор и од Македонија, од границите на Македонија. Добро се снаоѓам. Значи, не знам што конкретно сакаш да ме прашаш, дали за... Така, дали има можеби некој што се грижи околу одржувањето на куќата, готвењето на ручек или некои други обруци, или сето тоа е пропуштено само на тебе? Па морам да признам дека се само правам. Браво. Значи, одлична домакинка си. Да, па мислам дека сум сега. Не дошло таков момент да треба некој да ми помогне, се сама правам. Не сме многу често дома, така да нема кој да валка, кој да прави неред, така да добро се снаоѓам. Се случува ли можеби некогаш вашиот сопруг да ви помогне во некоја од домашните обврски? Па се случува, да. Кога нешто треба, пример, јас ако не сум слободна, кога треба да се испазари некогаш, ми помага, да. Кога ќе побарам помош, секогаш ја добивам. Браво. Секоја чест за него, морам да го пофалам, бидејќи не секогаш, ама ретки се нели оние мажи што
знаат да ги делат работите на машки и женски, па се случува некои мажи да стојат настрана од тие домашни обврски, значи секоја добро, значи ние во нашата работа сме заедно, така да има разбирање према мене. Знае колку сум уморна кога ќе дојдеме од некој настап или од некоја турнеја. Имаме големо разбирање, меѓусебно разбирање, така да затоа и ми помага. Така и мислам дека меѓусебното разбирање е најбитно пред се, како во една врска, како на приватен, така и на професионален плат. Мислам дека тоа е најважно во еден брак. Така, кога веќе сме кај домашните обврски и унаготвење, еве би сакала да те запрашам, кој е на твое најомилено јадење, што ти го сакаш и што сакаш да го сготвиш? Дали може би има некое такво посебно јадење што би го издвоила? Нема посебно јадење, бидејќи јас сум голем гурман. Сакам се и се што да пробам, меѓутоа ете професијата ми налага да пазам на исхраната. Не значи дека не јадам, дека некогаш кога ќе посакам дека не јадам, секако дека јадам, жив човек нормално, така. Се сакам да пробам, како што кажав, се сакам да пробам. Нема некое посебно јадење, меѓутоа бидејќи пазам на линијата, најповеќе јадам пилешки стек. Не дека тоа сакам да го јадам, морам да го јадам. Така. Иначе готвам се, јадиме се. Така да нема нешто посебно. Кога одите на вашите турнеи, ги има во голем број. Ете, што се случува тогаш? Дали пазите на храната или сепак во зависност од обврските или некогаш сте приморани да посегнете по брза храна, иако не сакате тоа да биде така? Некогаш да, се трудам да пазам, се трудам што јадам. Гледам тоа да биде, значи, ете кога ќе одиме на турнеја, секогаш не викаат на ручек, на вечера, било на што. Значи секогаш гледам да пазам, да не биде некоја тешка храна, гледам да поминам со салата, со ете како што кажав, пилешко, избегавам сладки работи, иако сум многу мераклија на благо. Меѓутоа ете пазам. Мора да се пази. Така, морам да те иако тешко ми оди. Но сепак изгледаш одлично, ете како што кажа, верувам дека исхраната има влијание врз тоа да изгледаш вака. Секогаш варирам, значи склона сум на дебелење, на слабење, можам брзо да ослабам, можам брзо да се поправам, така да не е проблем. Така. Битно е да сум здрав. Точно, здравието пред се. Дали може би покрај здравата исхрана за твојот изглед практикуваш и некоја физичка активност? Дали може би во слободно време вежбаш? Да, секако, значи практикувам кога сум слободна, секогаш одам на фитнес. Одам во Силуете, значи еве да ги поздравам вработените во Силуете и Христина Тина Марковска, која ми е личен тренер, која се грижи за мојот изглед. Иако некогаш знам да ја изневерам и да не ја послушам тоа што ќе ми каже. Јавно признавам, да. Јавно признавам затоа што ете ќе речат луѓето како оди се грижи пример Тина за неа. А не изгледа толку, не се познава толку, затоа што јас сум таа што грешам. Жив човек, нормално. Сите грешиме, сите сакаме, како што кажав, сакам да пробам од се да каснам и така. Добро, јас ќе меѓутоа, ете, слободното време се трудам да го потрошам на тоа што ќе одам во Силуете, ќе 2 сати добри ќе поминам таму. Кога веќе сме кај вашето слободно време, ме интересира како поминува еден ваш ден во Битола, кога ги немате оние работни обврски, оние настапи за кои што треба да ги правите. Како поминува еден твој ден? Па гледам да го поминам со моите најблиски, бидејќи, како што кажав, мојата работа ми налага да бидам доста отсутна од дома. Така да гледам да одам до кај моите, да ги посетам, бидејќи мојата керкичка е повеќе таму отколку што е тука. Еден ден ми поминува, значи кога ќе станам наутро,
Првото што го правам, сите одат на широк сокак да пијат кафе, јас одам кај моите да пијам кафе со моите најблиски. Потоа се враќам дома, ги завршувам домашните обврски, готвење, чистење и така. Значи нема некои посебни ритуали. Дали може беве покрај сите ти обврски наоѓаш време да излезеш на кафе со пријателките, со блиските или не го практикуваш толку многу на пиење кафе на широк сокак? Не, значи единствено, како што кажав, така ми врви слободното време, кога немам настапи, значи кажав, одам на фитнес, одам кај моите најблиски и со нив го пијам тоа кафе. Така, значи повеќе си за тоа кафе во опуштена атмосфера, отколку на традиционалното и познато кафе. Бидејќи сакам да се облечам во тренерки, да не се дотерувам, да не се шминкам, бидејќи стварно ми е преку глава од тие работи и гледам, значи, буквално можам секој ден да шетам во тренерки и да не се дотерувам. Така. Да можам и на пеење да одам така, ќе види најдобро. Јас сигурна сум дека и во тренерки изгледаш одлично, барем секогаш кога ќе те видиме на сцена или на некој настап, морам да признам дека секогаш си прекрасно средена од глава до пети, би рекла. Дали има некој посебно што се грижи за твојот стајлинг за време на настапи, на кого е препуштена таа работа? Секако, значи еве години уназад соработуваме со Зорица од бутикот Лонца од тука од Битола. Таа се грижи за мојот изглед, значи кога е во прашање облеката. Секогаш се облекувам кај неа. А за изгледот, значи за фризура, за шминка, Алек Паладо од Прилеп. Така, мислам дека го правиш одличниот избор, да, добар тим стои позади тебе. Повеќе години соработуваме, така да мислам дека се добар тим и дека нема да ги сменам. Така, ние жените сме познати по тоа дека сме големи шопинг холичари, уживаме во шопингот. Так. Ете, колку ти лично уживаш во купувањето на гардероба и дали може би ти е важно да носиш брендирана облека или носи се и сешта? Носам тоа што ми одговара и тоа што ми седи мене убаво. Значи не е битно дали е брендирано или не знам колку да е скапо. Значи некогаш поевтините работи се многу поубави од поскапите работи. Кога одиме на турнеја, тогаш гледам да испазарам нешто што го нема пример овде, да е нешто невидено тука. Меѓутоа не практикувам нешто брендирано така. Има, сакам марки, меѓутоа не толку многу. Така, а во кое гардероба, парче облека уживаш најмногу? Тренерки. Значи тренерките сте секојдневие. Секојдневие, значи станувам, ги слекувам пижамите и облекувам тренерки. Така, одлично. Добро, во секој случај или се најкомотни тренерките, најкомотно се осеќам во тренерки. Од толку многу настапи, од толку многу патувања, верувам дека и навистина ти е смачено толку шминкање и свечени фустани и свечени тоалети. Би сакала да позборуваме малку и за твојот професионален живот, ќе се навратиме повторно малку подоцна на приватниот. Еве, не одам на групата Молика и посебно ти од манифестацијата најуспешни битолчани ја добивте наградата Ајри Демировски. Јас верувам дека кога некој човек ќе добие награда посебно од своите сограѓани е нешто најмило и најдобро. Еве, што значи оваа награда за вас? Ајде да не се повторувам, меѓутоа пак ќе го кажам тоа што го кажав и на манифестацијата. Огромна чест е да се добие таа награда, бидејќи сите знаеме Ајри Демировски кој беше. За жал, веќе не е помеѓу нас. Огромна чест е и јас пак ќе кажам, мислам дека ја заслуживме таа награда, бидејќи Молика Етеб достигна многу во својата кариера. Успешни сме, значи, како тука во Битола, така и надвор од Битола и од Македонија. Така да мислам дека ја заслуживме, а најзаслужни за таа награда се секако нашите битолчани. Така, дај Боже да ви се множат вашите награди.
Сепак, 20 години присутни на македонската сцена, ете, овие награди се само доказ за вашата успешност. Најголема награда е, мислам, посетеноста на нашите концерти. Во секој случај. Значи, надворот од Македонија, бидејќи тука во Македонија свириме по приватни прослави, свадби и така натаму. Така да најголемата награда е посетеноста на нашите концерти во Америка, во Австралија, во тука низ Европа, кога присуствуваме. Мислам дека нема поголема награда од тоа. Така, се согласувам потполно со вас. Како што кажавме, вие не освен во Битола, во Македонија, веќе каде што сте многу познати и многу популарни, се популарни сте и во Србија, Босна, Херцеговина, европските градови, па да не ги спомнувам и Соединетите Американски држави, Канада, Австралија, каде што често знаете да одите и да одржите некоја турнеја. Еве, во скоро време, кои настапи ги имате планирано надвор од границите на нашата држава? Па деновиве заминуваме за Шведска, за Трелеборг, каде ќе имаме концерт таму за нашите македонци. Потоа имаме неколку турнеи тука низ Европа, значи за тоа потоа ќе бидете известени. А надвор, значи преку океанот, ќе бидеме Австралија, октомври-ноември, исто така едномесечна турнеја. Потоа се враќаме од Австралија и за новогодишните празници, за божикните празници ќе бидеме во Америка, во Њу Џерси. Значи полна агенда. Да. Ете, уште еден доказ дека македонците и сите навистина ја сакаат групата Молика. Така, значи тоа се поголеми турнеи, во меѓувреме имаме тука низ Македонија, имаме и Србија нешто, некои настапи, значи тоа се приватни прослави, да не ги споменуваме сега. Така, кои се плановите од страна на музички план? Дали во скоро време можеме да очекуваме нешто ново од страна на групата Молика? Секако, значи групата Молика напорно работи, секогаш спрема нешто ново. Се спрема нов албум со нови 8 до 9 песни. Се спрема исто така и српска песна. Така да, значи и за тоа ќе правиме муабет, ќе зборуваме, секако повторно ќе се видиме. Значи имаме причини, многу причини за повторно да се видиме, да ги информираме нашите гледачи. Еве би сакала да те навратам на твоите почетоци. Веќе 20 години, ако не се лажам, си присутна на македонската сцена на вистина долги години. Од кога знам за себе. Така, кои беа твоите почетоци? Кога прв пат се роди твојата љубов кон музиката? Па како што кажав, не паметам, значи одамна, уште бев малечка, 7-8 години кога си подпевнував по дома. Така. А моите и тие се, значи, музикални, доста значи, ја разбираат, талент, доста ја разбираат музиката. И мајка ми и татко ми одеа во Илинден во друштвото и игра и пеа заедно. Така да се доста музикални и го слушнаа тоа и од мене. Мајка ми само што ме слушна знаеше дека од мене ќе биде нешто и дека сум музикална. Првиот мој настап беше на 9,5 години на СИДО, музичкиот фестивал тука во Битола. Потоа се почнаа да се нижат фестивали, имаше многу фестивали тогаш и во Битола и во другите градови, во Штип, во Пробиштип, колку што можам јас да се сетам бидејќи бев многу мала. Имаше фестивали за неоткриени таленти, за дебитанти. Така почнав да се занимавам со музика професионално. Прв пат, значи, како што кажав, пред публика излегов на 9,5 и почна тие фестивалчиња овде во Битола, па поголемите фестивали, Цветници, Валандово и 98, далечната 98 се случи Молика, тогаш влегов во групата Молика и така ете, како испадна тоа да бидеш дел од групата Молика? Како испадна, па Молика постои од 93-та година, поточно. Кога јас излегов на СИДО, тогаш Молика се оформи. До тогаш има друг пејач во Молика, меѓутоа се случија промени. Тој пејач си замина од групата и слушнале за мене некако, не знам како,
И јас отидов Веднаш го со татко ми, препознале твојот талент. И јас отидов со татко ми како на аудицијата, да кажем, да ме слушат бидејќи бев дете. Јас бев дете тогаш. И ете се случи тоа што се случи, останав во Молика и до ден денес сум во Молика и ќе бидам. И успешно И работите. успешно, да. Пред се морам да го признам тоа. Како што кажавме, имате многу бројни настапи со групата Молика. Значи, ова е само дел од настапите, има многу настапи на кои и јас навистина не се сеќавам. Така, во секој случај, нема да ти барам да ги набројуваме. Знам дека е невозможно. Не можам да ги набројам. Така, она што ме интересира е дали може би има некоја интересна случка, анегдота од некој настап, нешто што се случило со некој посетител на вашиот настап. Еве што ќе биде интересно да го споделиме со нашите гледачи. Имало многу, меѓутоа ете сега не можам да се сетам точно. Има многу, бидејќи колегите од групата се доста
хумористични, да кажем. Секој наш настап е убаво доживување, со смеење, со шала. Не би можела на нешто така конкретно да се сетам. Се гледа Меѓутоа, дека ќе го споменам уживате ако во се вашата сетам. работа. Уживаме, навистина Да. уживаме. Некоја работа што сакаш да ја работиш и што се работи од срце, секако дека се ужива во тоа. Така, дали може би некогаш сте размислувале, ако не бидите пејачка, ако не се занимавате со оваа професија, во што друго би се пронашле вие, што друго би работеле? Или не можете, Ништо. може би, да се замислите во друга Не професија? би можела, не би можела да се замислам. Еве ќе кажам, кога сум била прво или второ оделение, се сеќавам како во магла, ете така, како во сон, меѓутоа мајка ми кажува за тоа. Некоја мајка на некој другарче мој ме прашала: "Ти, Анита, што ќе бидиш кога ќе пораснеш?" И јас ќе бидам пејачка, сум одговорила. Значи, од секогаш било тоа, да. се знаела. Од секогаш сум знаела што ќе бидам и кога не сум разбирала, многу сум Така. знаела дека ќе бидам пејачка. И сум сонувала за тоа што ќе бидам и како ќе бидам, и ете ми се остварува тој сон. Така. Се радувам Го дека живеам. што ви се оствари, што го живеете тој сон, и благодарни сме сите еве што сте дел од македонската музичка сцена, што постоите вие и што постои групата Молика. Па и ние сме благодарни што имаме таква публика, верни обожаватели и што не сакаат буквално од 7 до 77. Најмногу ми е драго кога на нашите настапи ќе дојдат дечиња мали, кога сакаат да се сликаат со мене. Еве пред некој ден ми се случи нешто. Бев излезена со мојата фамилија, бевме низ паркот овде во Битола и на Кралешките се ниша неколку дечиња има од 7, 8, 9, 10 години, така, нешто, са не знам, Така, ме да. држи за збор. И ме познаа и почна да викаат: "Еј, патот до кенгурите, го гледаме, филмот го гледаме." И застанав и јас на Кралешката со нив да се сликам и толку ми падна драго што ме сакаат и најмладите. Така, можам да ги замислам среќните лица на тие млади пресреќни во тој беа. момент. А со нив бев и јас пресреќна, нормално. Така, во секој случај, нели таквите моменти се најдобрите, тогаш можеби од една страна сваќате зошто ова јас го работам, за да оставате на нашиот народ, се Секако. разбира, на македонскиот народ. Едно прашање кое многумина го сметаат за потешко во мојата емисија е прашањето како би се опишале самите вие. Бидејќи нели најлесно е кога некој друг дава некоја асоциација за тебе и Меѓутоа некогаш и лажна. Па да, може да се каже. Некогаш лажна, дека некогаш е изгледат така. лажни. Па како би се опишала? Би се опишала како една обична личност. Не како што кажуваат некои: "Ти си звезда", нема звезди. Звезди има само на небо, тука на земјата не. И јас сум еден обичен човек кој сака да седни и да направи муабет со секого, и мајтап, и шала. Не сум некоја крената, да кажам, народски речено, вообразена, да кажам. Не сум од тие, секогаш сум била човек и ќе бидам човек. Значи, каква што сум сега, таква сум била и кога не бев толку популарна, значи истата сум од секогаш. Така, од ова што го каже, јас барем за ова малку време што те познавам, потполно ќе се согласам со тебете. Кога некој би ме прашал како да те опишам тебе, баш мислам дека би ги избрала овие зборови. Ти благодарам. Кажувам од она досегашно искуство за ова кратко време што се знаеме. Кој е твоето животно мото што те води низ животот? Моето мото е, бидејќи, еве сега да кажам, живееме во многу тешко време, тежок период, кога секој е љубоморен, значи, на тоа што го има, што го имаш. Во време на озборувања, на трачеви, јас вистина најискрено не ги сакам тие работи. Не сакам омраза, не сакам... Значи, секогаш го кажувам истото: живеј си го својот живот. Нека не те интересира
како живеат другите, бидејќи секој си знае за себе, колку може, како може, колку има. Така да, моето мото е сакајте се, не озборувајте, гледајте дома да ви е, како што кажуваат кај нас во Битола, дома оџакот да ти е прав, да ти чади оџакот. Значи, не се интересирам за другите, не ме интересира, гледам јас како да го живеам животот, мене да ми е убаво, значи не сакам омраза, не сакам, како што кажав, озборување, да не се повторувам. Моето мото е сакајте се и бидете сакани. Така, во вашата работа ги има нели оние и позитивни, негативни коментари, Так, секогаш луѓето знаат да зборуваат се и се што некогаш вистина, поголемиот дел би рекла и невистина. Ете, како вие ги прифаќате тие негативни коментари кои што доаѓаат од страна? Значи на почеток многу се замарав со тие работи, кој како ќе речи, што ќе речи, па внимавав на тоа како ќе излезам облечена, па да не озборуваат, па вака, па така. Меѓутоа, ете сега ги увидов работите дека нема фајде од тоа и за џабе се нервирам и се секирам за тие работи, така да, како што кажав, гледам да ми е убаво мене, да сме здрави и живи сите, да ни е убаво на фамилијата, така. Така да на луѓето не можеш буквално да им ги затвориш устите. Секогаш ќе озборуваат, секогаш нешто ќе им фали, нешто нема да биде како што треба, така да не се замарам сега толку. Од едното влегува, од другото излегува. Така, потполно се согласувам со тебе. Значи, менталитетот, посебно на македонскиот народ е таков. Никогаш нема да се смени. Никогаш нема да се смени. Дури има ситуации кога нешто треба да се пофали, не го фалат, а кога нешто е лошо, тогаш сите се први, нели, да зборуваат. Да. Секогаш гледам да бидам обична, да бидам тоа што сум, да не се правам, како што кажав, прегевообразена. Значи, гледам на моите настапи да бидам како што треба, да бидам насмеана. Значи, колку и да не ми се смее, да не ми се пее, јас морам да бидам насмеана и да пеам. Гледам на моите настапи да биде публиката задоволна. А другите денови, мојот приватен живот, секогаш сум обична. Така и да си останеш, прекрасна си. Бидејќи сте 20 години присутни на македонската сцена, успешни пред се, кој е патот до успехот спрема вас? Многу е тежок. Искрено да кажам, овој пат ние што го врвиме трнлив и многу тежок. 20 години сме на естрадата, меѓутоа популарноста наша не е толку 20 години. Значи, 20 години работиме, даваме се од себе да направиме нешто и, еве, можам да кажам, последните 6-7 години се гледа тоа што сме го сработиле.
Твоето устелено мори, костурско кутиче. Дај ми го на мене, јас када го отвора. Мерак лено мори, мерак да ми помини. Sevda moja, sevda da mi izlezi. Tvojta snaga leno mori, tenka je visoka je. Daj mi ja na mene, jas kada ja pregrnam. Merak leno mori, merak da mi pomine. Sevda, sevda moja, sevda da mi izlezi. Бидејќи се движиме кон крајот од емисијата од блиску сон. За жал. За жал, некако многу брзо ми помина времето со тебе. Морам да ти се заблагодарам што ни ги отвори вратите од твојот дом. Навистина уживав во твое друштво и пред се драго ми е што откривме повеќе детали како за тебе и за твојот живот. И јас ви благодарам што не посетивте и како што кажав на почетокот, вратите од мојот дом секогаш се отворени за вас. Ви благодарам. Еве само на самиот крај некоја порака до нашите гледачи. Па немам некоја посебна порака, ете да ги поздравам гледачите на ова прекрасна телевизија и уште еднаш да ви се заблагодарам вас што не посетивте и гледајте оваа телевизија, бидете здрави и живи, полни со љубов, искреност и така натаму, да не должиме многу. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас.